Денес сум пред вас за да ја изразам мојата благодарност за безрезервната поддршка и храбрување на извршениот атентат врз мене, кој за среќа беше неуспешен. Преку овој пресконференција сакам да откријам вистината на целиот случај. Во однос на информациите кои се последно време се пренесуваат преку социјалните мрежи, телевизиските медиуми, како и од страна на органите на редот и кои се однесуваат на моето ранување, јас, доктор Закирија Шаини, чувствувам морална и професионална обврска јавно да реагирам и да информирам по широкиот опсеспен аудиограм. Така како што објавувам претходно на мојата лична профил страна во Facebook и овојата пришна изјава пред истражните органи, а и денес пред општата јавност, изјавувам дека немам никаква информација и сознанија за мотивите на овој атентат. Немам нерачистени сметки со никого, на никому не сум загрозил живот, приватност или нешто друго. Целосно го отфрлувам како неоснована и невистина тврдењата дека за овој сак стои господјата Ариета Дили. Затоа барам од истражните органи поткитно да ја објаснат ситуацијата со мојата сопруга, која е вмешана на овој случај од нивна страна, почитувајќи ја нашата семејна приватност, а посебно имиџот на господјата Ариета Дили. Овој случај, за жал, се представува со јасна намера за дискредитација на мене и моето семејство, како и за создавање збунетост и заблуда во јавноста. Барам од истражните органи, оние на редот, и апелирам до нив да се зафатат со откривање на вистинскиот осомничен на случајот, а не овој настан да го прикажуваат како семена расправја или недоразбирање, бидејќи доколку навистина ќе беше така како што се представува во јавноста, јас никога не би продолжил да живеам заедно со мојата господја. Фала му на Бога, мојата господја заедно со моите ќерки се живи и здрави во мојот дом во село Слупчане. Општина Куманово веќе е препознаена по својата висока транспарентност и отчетност. Во изминатите 8 години ја зголемивме транспарентноста повеќе од двојно и со резултат од 97,1% денес се наоѓаме меѓу најтранспарентните општини во државата. Општината ќе продолжи да вложува во јакнење на административните капацитети и приближување до граѓаните. Ќе станеме пример за правилно управување со јавните ресурси, за честно, посветено, отчетно и транспарентно работење. Продолжуваме да градиме праведно и еднакво општество. Општество во кое секој се чувствува како дома. Затоа во нашата програмата на движењето Знам за наша Македонија, предвидуваме серија проекти, активности и заложби. Континуирана оптимизација на општинските сектори и оделенија во насока на подобар, поквалитетен и побрз сервис за граѓаните. Заекнување на капацитетите на сите јавни предпријатија со фокус на доопремување со опрема и механизација, зголемување на кадровскиот капацитет, воведување на нови технологии и програми за обуки и доусовршување. Заекнување на капацитетите на територијално противпожарна единица Куманово со опрема, обуки и тренинг за пожарникарите. Дигитализација на најкористените општински услуги и нивно интегрирање на националниот портал за услуги. Електронски документ менеджмент систем за локална самоуправа и јавните предпријатија. Воспоставување инфоцентар и инфолинија во рамките на општината, каде што граѓаните на едно место ќе можат да добиваат информации и услуги од административните службеници. Изработка на нова инклузивна веб страница на општината, приспособена за лица со попреченост, со јасен пристап до сите информации од јавен интерес. Развивање на нова мобилна и веб апликација преку која граѓаните ќе имаат можност лесно да пријават проблеми, предлози и барања. Организирање на младински форуми и панел дискусии каде младите ќе имаат можност активно да ги представат своите идеи, ставови и иницијативи. Воспоставување нов систем за информирање во руралните средини преку поставување огласни табли и јавно достапни известувања. Одржување на јавни средби и форуми за граѓаните за подобра интеракција и двонасочна комуникација. Навремено и редовно информирање на јавноста преку соопштенија и брифинзи со медиумите за сите значајни активности и одлуки на локално ниво. Издавање на дигитален општински вестник со информации за проектите, активностите и сите актуелни настани во општината. Еден од најважните и најконкретни иницијативи во нашата програма е изградба на откупен земјоделски центар во Куманово. Нашето Куманово од секогаш било место на вредни луѓе кои создаваат род и заслужуваат фер можност
тој род да биде продаден по достоинствена цена. Овој проект опфаќа изграда на простории за прием и сортирање на производи, складишни капацитети со современи системи за чување и конзервација, административен дел за управување и техничка поддршка, логистички капацитети за дистрибуција и транспорт, обезбедување инфраструктура за лабораториски контроли и квалитет, простории за обука и едукација на земјоделието. Планираниот рок за завршување на овој проекат е од 24 до 36 месеци со фазна реализација и тоа: прва фаза – проектирање, изработка на техничка документација и обезбедување на локација. Втора фаза – градежни работи и набавка на опрема. Трета фаза – пуштање во употреба и воспоставување на соработка со земјоделците од регионот. Буџетот за реализација на овој проект изнесува 30 милиони денари, во кој се вклучени материјали, изведба и технички надзор. Со овој откупен центар создаваме сигурен пласман за земјоделските производи, го потикнуваме локалниот економски развој и ја зголемуваме производите, ги потикнуваме и ги зголемуваме вработеноста, особено меѓу младите и жените од руралните средини. Почитувани, Куманово произведува, Куманово заработува и расте. Се бориме за Куманово да биде место каде што секој труд се вреднува, а земјоделците добиваат поддршка, не ветување. Да го направиме тоа заедно со СДСМ и коалицијата за Куманово, за нашите села, за нашите деца. Се бориме за нашиот дом. Сајмот го одложивме за овој викенд, петок, сабота и недела, од 8 сабајле до 20 навечер ќе се одржат деновите на мед 2025 во Куманово, 25 поред традиционални. Интересно е за овој сајам да ви кажам дека имаме изложувачи од Куманово, имаме и од ширум Македонија, имаме од Битола гости, од Штип, од Кратово, од Скопје, а се надеваме наредната година дека ќе имаме уште повеќе изложувачи. Што се однесува до цените на медот, цената на мед е 600 денари и таа цена е веќе четврта година. Значи сите други артикли, сите други и наши опреми пчеларски и бензинот порано не зафркава луѓе века вашите пчели да не летаат на бензин. Не летаат на бензин, но пчеларните се наоѓаат и по 20, 30, 40 километри оддалечени од дома. Пчеларите кои сериозно го работат тоа, треба да и секојдневно идат на своите пчеларници. Сите наши сограѓани можат да си набават мед од вистински пчелари кои ќе можат да ги најдат на овие наши штандови кои се поставени за деновите на мед. Се појавува интереси кај многу млади луѓе да се зачленат во нашето здружение. Од ноември почнуваме со едукација, секоја среда од 18 до 20 часот. По одредена тема ќе се зборува за пчели, за мед, за сите проблеми што можат да настанат во ова современо време на живење, време на климатски промени. Ние сме од пчеларникот Петролејка. Задоволни сме од излезненоста на граѓаните. Се бара највеќе мед, природниот секако. Се бараат прополис, разни тинктури кои ги продаваме. Имаме голема поварувачка. Задоволни сме од излезеноста на граѓаните. Се надеваме на уште помасовна излезеност утре, бидејќи утре има уште една манифестација која заедно со нас ќе ја правиме овдека за олтајмери. Олтајмерски витезови, така се викаат дечките. Ве очекуваме утре уште во помасовен број да им дадеме поддршка и на љубителите на стари возила. Исто така да го пробате нашиот мед, кој е природен, и да го јадете медот како храна, а не како лек. Оваа година, како што почна годината, прво беше слаба година, тешка за работа со пчелите, пошто прво ни се фати многу дожд, а после тоа следеше подобрување на времето, така да и пчелите си ја завршија својата работа, така да ги обогатија нашите штандови со повеќе мед, по различен мед. Тука сме некаде во приносите,
со некој процент подобро е од ланската година, али нели, ние сме пчелари и се надеваме дека секоја година ќе биде се подобро и подобро. Покрај медот што е најстандарден, пчелини производи кои добро му носат на човечкиот организам се поленов прав, кој сега зема се повеќе и повеќе замав, матичниот млеч што веќе се користи исто подолго време, што е еден од најквалитетните пчелини производи. Сега пробуваме да ја пробиеме пергата, да ги пробиеме сите други останати восокот, сите други останати пчелини производи, да сватат луѓето дека од сите производи имаме добробит ние луѓето. Најпрво, љубител на природа, љубител повише на пчели, и сега, например, приноси зависно од година до година. Не може стрикно да кажеш, например, зависи од природа. Па не е лако, например, да оддедуваш пчели. Морат, например, кога ќе биде сезона за оддедување на пчели, да си на пчеларник, да пазиш, например, за кога ќе биде медобрање, да кренеш пажњу, роеви, кога е, например, матици, гледање, например, матичен млеч, вадење преследување на ларве, вадење стрикно како што треба да биде. Оваа година беше добро, солидна, например. Има смо кишни период, некој време мај-јуни, ама добро. Природа отвори, например, затопли се и добро. Од пчеларство се занимавам 7-8 година. Од производи на пчелни производи имамо ливадски мед, шумски мед, багремов мед, што го нема сваку годину багремов мед, матичен млеч, поленов прав, прополис, сви пчелни производи, што, например, што ги ни даде пчела. Климатските промени дефинитивно имаат влијание на приносите на медот, на екзистенцијата на животинскиот и растителниот свет, дефинитивно. Ова година е задоволително нивото на ова. Јас сум презадоволен од квалитетот на медот, кој што е многу квалитетен. Природата и климатските промени со самите сушни периоди што ги створија ова година, некаде околу 70 дена немаше дожд, тоа возможи медот да биде многу квалитетен. Нормално и квантитетот е намален, меѓутоа квалитетот е секако многу висок. Медот е еден од најпопуларните пчелни производи. Ние овие саемски манифестации, освен што имаат продажен карактер, нели, секако дека се трудиме на граѓаните да им ги објасниме сите придобивки на останатите производи кои што пчелата ги собира, а ние понатака ги одзимаме од пчелите. Мојата препорака е, како и на сите нас тука пчеларите, е дека како што имаме матичен лекар, треба да имаме и матичен пчелар во однос на пчелните продукти и пчелните производи. И тука нема сомнеш, сите ние сме пчелари и имаме природен, чист, здрав мед, мед кој што е производ на пчелата. Значи, дефиниција за мед е соединение кое што е производ на пчелата. Сето друго што е индустријски производ не е мед. Иако кај нас гледаме класификации на мед, на тие производи кои што се наоѓаат по разноразни полици во нашите маркети. Приносите, значи, оваа година се малку намалени за разлика од лани. Не преполовени, имам некоја разлика, значи, али сепак задоволни. Каква беше климата оваа година, во суштина ипак сме задоволни, нели? Дали пчеларството може да биде основна дејност или како дополнителна? Па мислам дека кај нас може да биде дополнителна, пошто моментално потрошњата е намалена, не дека, нели, е прескапо, народот нема, нели, финанси, има превише по маркетите, сега не збориме, има и наши медови по маркети, нели, има превише маркети што се со фалсификуван мед, мада не е ни мед тоа, али се трудиме да обстанеме, значи, пола. Активно се занимавам повеќе од 10 години. Пчеларникот ми е во село Бајловце. Задоволни сме, али секоја нова година ја бајаме ланската година, се сменија многу климатските услови и се потешко се доаѓа до природен мед. Само повеќе контроли на инспекцијските служби, во што многу тешко оди продажбата од тој неквалитетен мед што се продава по маркетите. И дојде време секој сега гледа цена, некој не гледа квалитет. Кажавте дека 10 години се занимавате со одгледување на пчели. Ајде една компарација, ако може да ни кажете, како беше на почетокот, рековте дека многу драстично се намалени приносите, а какви се приносите сега? Секој почеток е тежок. Тогаш имав помалку кошници, медот се продаваше, сега имам
повеќе кошници, пласманот е малку потежок, али луѓето го препознаваат квалитет. Секоја година имам се повеќе и повеќе купувачи. Ова ќе биде трета изложба за олтаймер возила у Куманово за празник 11 октомври. Имамо пријавено моментално околу 100 возила, ќе видиме колку ќе дадат, али моментално се 100 пријавени. Имамо пријавени од целу Македонија, од Србија, од Хрватска и од Босна. Ние имамо направено, ќе биде 6-та изложба за клуб. Имамо правено изложба у Криво Паланко за Великден. Тој бидно е више традиционален собир што го ми организирamo. Настанот ќе се одржи на градски площад Нова Југославија на исто место како претходни години. Изложба почнува од 11, ќе трае се до 30. Со оглед на тоа дека овие автомобили веќе се историја, веќе не се гледаат на улиците, нели во возна состојба, интересот би требало да биде голем, со оглед на тоа дека времето би требало да не послужи, нели? Интересот кај граѓаните е секогаш голем. Кај ентузијастите што возат класични возила, секогаш е интересот голем. Нормално луѓето си ги сакаат своите автомобили, луѓето сакаат стари автомобили, така да интересот е секако голем. Како што рече Стефан, пријавени се отприлика 100 возила, има можност да биде еден од најголемите собири во Македонија.